Следната програма е овозможена од пријателите и партнерите на Джойс Мајер службите. Ние треба да запомниме дека не се бориме против тело и крв, туку против кнезовите, силите, злобата во високите места и оружјата во нашата битка не се телесни. Те не се природни оружја, туку тие се духовни оружја и славење, обожавање, благодарност, давање и сите овие нешта се духовна војна. Ќе ви се допадне денешната порака. Не треба да се грижам ако ви се допадне. Веќе знам дека е така, затоа што се нарекува битката припаѓа на Господ. Гледате, ви реков дека ќе ви се допадне. Сите ја сакаат таа порака. Битката припаѓа на Господ. Јас сакам да спомнам токму овде дека само затоа што битката припаѓа на Господ, тоа не значи дека вие треба само да си седите и да не правите ништо, додека Бог прави апсолутно се. Бог сака да види понизност пред тој да се вклучи во решавањето на нашите проблеми. Бог и помага на понизните и тој им се противи на горделивите. Тој помага на понизните и се противи на горделивите. Горделив е некој кој мисли дека може сам и не му треба Бог. Сега да, вие сте во прав. Некогаш ние мислиме дека бидејќи сме направиле нешто успешно 200 пати пред тоа, но сега го правиме 201-виот пат и сега не ни треба Бог затоа што гледајте колку сме го извежбале тоа. Знаете, смешно и глупово ќе биде да дојдам за оваа проповедална и да кажувам нешто на вас кој има смисла, ако целосно не зависев од Бог кога ќе дојдам овде. Запомнете што велам. Понизните добиваат помош. Бог се противи на горделивите. Ајде да ви покажам во 1 Петар стих 5 во последниот дел од местото. Вели, сите вие, облечете се себе си со понизност еден кон друг. Врзете си ја наметката на слуга, зашто Бог се спротивставува на горделивите, оние кои не покажуваат почит. Дрските, тоа се оние кои мислат дека не им треба Бог и тој ги поразува нив. Но на понизните, тој им дава благодат. Така Бог се спротивставува, разочарува и ги поразува сите наши напори кои се направени во гордост, се додека ние самите не се понижиме и тогаш, и само тогаш тој ќе ни помогне. Боже, јас не сум способна да го правам ова. Дури ако се обидам, нема да знам што да правам. Но моите очи се кон Тебе. Знам дека Ти ќе го направиш она што јас не можам да го направам. Има некои од вас кои треба да го слушнат ова вечерва. Ја треба да знаете дека само затоа што не сме биле способни да правиме нешто, тоа сигурно не значи дека Бог не е способен да го направи тоа. И тој чека вие да го дознаете тоа. Можеби некои од вас некако сте изгубиле надеж за тоа што не ви одело. Ох, ние ги молиме и овие молитви. Па, Боже, јас пробав се, но јас не знам што Ти сакаш да направам. Тоа е поентата. Се што си пробал не успеало, па можеби тој сака да не правиш ништо за неколку минути. Исус рече, без мене не можете да направите ништо. И тој рече, скршена гранка се суши и нема сила за живот. Еден добар пример за поучување понекогаш, особено ако е неколкудневен серијал, е да донесеш грмушка, да скршиш неколку гранки, да ги оставиш овде на бината и да дозволиш луѓето сами да видат како секој ден тие умираат се повеќе и повеќе. Прачка скршена од лозата, и едноставно зборуваме за нас оддалечени од Исус. Мислам, потребни се само неколку дена. Јас можам да направам семинар во 3 или 4 дела. Мислам, додека стигнете до последниот ден, прачката ќе биде исушена, избрчкана и нема да има никаков живот во неа. Тоа е добар пример.
Сега сваќаме зошто Исус рекол, скрашената гранка се суши и умира. Гледате, тоа не се случува на нас. Дозволете да ви кажам нешто. Вам ви е потребен Бог повеќе отколку она што ви е потребно тој да го направи за вас. Не го започнувајте вашето време со Бог, со барања. Почнете со благодарност. Помислете на луѓето кои Бог ги ставил во вашиот живот, кои се благослов за тебе. Не почнувајте со тоа што ќе им кажете се што боли. Заблагодарете му се за нештата кои ги имате, кои се уште функционираат. Амин. Морам да го направам тоа понекогаш. Да, ние секогаш можеме да најдеме нешто кое боли и ни задава проблеми. Но заблагодарете му се на Бог, постојат повеќе работи кои се функционираат правилно отколку погрешно. По стих 12, Јосафат заедно со јудејците беа во позиција за чудо. На повеќето од нас ни се потребни 12 години и тогаш ние се уште сме милиони километри оддалечени. Втора Летописи 20:13. Сите јудејци стоеја пред лицето Господово, со нивните мали деца, жените нивни и синовите нивни. И тие чекаа. Сега, дозволете да ви кажам нешто за чекањето што можеби го знаете, а можеби и не. А секогаш имав погрешна концепција за чекање. Јас мислев дека чекањето е само како најдосадното нешто и така кога ѓаволот би прошепотил во моето уво. А што ќе правиш сега? Јас секогаш би смислила нешто. Зарем не знаете дека непријателот испраќа мал демон да ти седи на рамото секој ден и тој ти шепоти во увото цел ден? Што ќе направиш? Што ќе направиш? Што ќе направиш? Па што ќе направиш? И доста скоро ти почнуваш да се чувствуваш како да треба да смислиш нешто што поскоро или ќе изгледаш како вистински глупак. Неодамна јас имав проблеми со здравјето и докторот ми рече дека предолго време сум работела пренапорно и тој ми даде едно нешто. Тој сакаше јас да одмарам одреден период. И најпрво, еве што беше мојата најпрва мисла. Ова беше мојата најпрва мисла. Што прави некој кога одмара? Јас се уште имам тешкотии со тоа. Како Што правиш ти кога одмараш? Така јас напишав 116 книги. Нема многу одмор, но гледате зборот чека. Не значи само да си седиш и да не правиш ништо и да очекуваш чудо. Ти не си зафатен физички, но си многу зафатен духовно. Ти веруваш, очекуваш, обожаваш. А зборот чека значи да очекуваш, да го бараш и да копнееш за Бог. Токму тоа значи зборот чека. Можете ли да го сватите тоа? Да очекувате, да барате и да копнеете за Бог. Во Исаија 40:31 стихот кој сите го сакаат, на оние што чекаат на Господа ќе им биде обновена силата. Тие ќе се кренат со крилја како орли. Чекањето на Бога ни ја дава силата која ни е потребна да направиме што и да ни рече Бог. Затоа многу често кога доаѓаш пред Бог со проблем, тој не го решава веднаш, затоа што ти е потребно едноставно време во неговото присуство. Само вдишувајќи го неговото присуство, стекнувајќи ја силата и мудроста која ќе ти биде потребна за да ја извршиш било која работа која тој ќе ти ја покаже. Тоа не значи дека ти чекаш пасивно не правејќи ништо. Ти велиш, Боже, јас очекувам да ми зборуваш, јас очекувам да се појавиш, јас те барам, јас копнеам по тебе. Знаете, ако јас ви речам дека ќе ви дојдем на гости утре откако ќе завршам овде, за вечера во 5 часот, ќе дозволите ли да дојдам? Добро, јас нема да дојдам, но ќе играме игра. Само затоа што морам да си одам дома. Но како што ме знаете, и што не е толку интимно, знаете, сте ме гледале на телевизија. Како и да е. Мислам, веројатно се надевам дека го познавате Бог многу подобро, отколку што ме познавате мене. И така, кога ќе биде 5 часот, вие ќе ме очекувате. Ќе гледате. Деца, не растурајте, Џојс ќе дојде во секој момент. Гледате, вие ќе очекувате, ќе бидете возбудени, ќе ме чекате,
И токму тоа значи да го барате Бог. Ние очекуваме. Знаете, зборот надеж, навистина ми се допаѓа зборот надеж. Јас напишав цела книга наречена Подигни ја својата надеж. Јас се нарекувам мојата среќна книга. Да се надеваш, значи да очекуваш дека во секој момент нешто прекрасно ќе се случи во твојот живот. Тоа не е некаква смешна надеж како што има светот. Па се надевам дека ќе се случи нешто. Не таква. Така, втора Летописи 20. Летописи 20:13. Сите јудејци стоја пред лицето Господово со нивните мали деца, жените нивни и синовите нивни. Ништо не го изнесува најлошото од нас како што е доброто чекање. Пасторот рече, можеш да го повториш тоа уште еднаш? Тоа е. Мислам, ако сакаш да дознаеш што навистина е во тебе, само почни нешто со Бог и дозволи да те натера да чекаш околу 6 месеци за одговор, или до момент кога се чувствуваш дека тој е милион километри далечен од тебе и мислиш дека никогаш нема да слушнеш од него повторно. Патем, само да го додадам ова. Колку подолго чекориш со Бог, толку помалку чувства ќе имаш. Некои од вас не го сватија ова, зарем не? Со други зборови, колку подолго чекориш со Бог, толку повеќе тој ја чекува ти да чекориш по вера, а не по знаци и чуда и потврди и чудеса. Знаете, ако Бог ви рече да оставите $1000 во доброволниот прилог утре, вам не ви се потребни 3 потврди. Ќе ти ги вратам, дај ги. Се сеќавам кога бев, мислам дека ова ми беше ново, значи пред 40 години, почувствував дека Бог сакаше да ја дадам $500 на една девојка и јас бев како, Господи, ако ти навистина сакаш, мислам, Боже, ако навистина тоа си ти, ако навистина сакаш да го осторам ова, тоа што видите, јас навистина се надев дека тоа не е тој, затоа што јас навистина сакав да се ги задржам моите $500. Јас тогаш се учев како да слушам од Бог и слушнав како тој ми зборува во моето срце и вели, знаеш, Джојс, дури ако јас не ти го кажувам тоа, навистина, јас нема да ти се налутам ако ти благословиш некого. Па видите, не ви треба потврда да направите нешто добро за некого. Не ви е потребна потврда за да биете фини спрема некого. Кога очекувате да слушнете од Бог, немојте секогаш да очекувате некаква голема надприродна чудесна експлозија. Добра, ајде да се вратиме назад. Ништо не го изнесува најлошото од нас како едно долго чекање. Добро, сега ќе дојдеме до делот кој на сите ви се допаѓа. Втора Летописи 20, 14 и 15. Тогаш Духот Господов следе собранието врз Јахазеил, синот на Захарија, син Бенаев, син Јеилов, син Матаниев, Левит од Асафовите синови. Се прашувам, ако беа живи сите овие луѓе, дали на нив ќе им беше толку тешко да ги изговорат нашите имиња? Знаете, сега Мајко овде, тој е подобар од мене во многу нешта, па јас ќе го прашам него како да ги изговорам имињата и потоа ќе ги заборавам додека да дојдам до овде, секако. Тој рече, чујте сите јудејци и жители Јерусалимски, и ти царе Јосафате. Вака ви вели Господ ваш. Како прво, добро е што Јосафат бил добро понизен да го ислуша пророкот. Бог не му дал збор директно, туку дал збор на некој друг да му го пренесе нему. Не плаши се и не стравувај од тоа големо множество, зашто војната не е ваша, туку Божја. Сега може да ракоплескате и да галамите. Заземете ја вашата позиција, застанете мирно и видете го Господовото избавување. Добро, па која е вашата позиција, дали знаете?
Никогаш не беше толку јасно за ова, но ако продолжите да читате, станува многу очигледно. Излезете утре против нив. Па јасно гледаме дека тој им даде нешто да прават, но тоа беше откако тие чекаа и не беше се додека тој не им зборува. Ете, тие ќе се искачуваат по ридот Циц. Вие ќе ги најдете на крајот на долината спрема пустината Јуреел. Овој пат вие нема да се борите. Добро, значи, јас само ќе отидам до таму, ќе стојам, ќе гледам во сите овие луѓе и нема да се борам. Завземете ги вашите позиции, стојте и гледајте го списанието од Господ, кој е со вас, о Јудо и Ерусалиме. Не плашете се и не стравувајте. Излезете утре против нив, зашто Господ е со вас. Сега, ним им беше потребно вера за ова патување, зарем не? Сакам да видите што ќе се случи. Гледате, тие имаа искуство со Бог. Тие знаеја која беше нивната позиција. Втора летописи 20, 18 и 19. Јосафат се поклони со лицето до земја и сите јудејци и жители Ерусалимски паднаа пред Господа за да му се поклонат. Мора да ја видиме оваа слика. Мајк, ќе може ли да дојдеш овде и да го глумиш Јосафат? Јас ги избирам помладите луѓе кога се работи за поклонување. Сега, еве го овде Јосафат, големиот тип. Тој се поклонува со неговото лице до земја. Добро, тоа е неговата позиција во битка. Ова е неговата борбена позиција. Добро. Потоа има многу различни луѓе кои се шетаат наоколу и го обожаваат Бог и вели: левитите од синовите Каатови и од синовите Корееви почнаа да го слават Господ, Бог Израилев, со многу висок глас. Некои од нив станаа многу гласни со нивното славење. Дали вие можете да сте гласни со вашето славење? Една моја пријателка, таа се уште работи за мене. Таа работи овде речиси толку долго колку мене. Таа цел живот имаше ужасен страф и еден ден и беше доста од тој проблем. Таа возела на автопатот, го отворила прозорецот, ја извадила главата надвор од прозорецот и извикала со цел глас: слава на Бог! Таа рече дека тоа го скршило стравот во неа и таа повеќе немала проблеми со тоа. Гледате, Јосафат, да, тој бил таму доста време. Втора летописи глава 20 стих 21. Кога тој се посоветува со народот, тој назначи луѓе кои пеат на Господ и оние кои слават со свечени облеки, одејќи пред војската, ќе го слават и ќе благодарат на Господ, зашто неговата милост и љубезност траат за секогаш. Овде го имате Јосафат, поклонет. Ги имате луѓето славејќи гласно, луѓето кои обожаваат. А потоа, еве ги пеачите. Не знам колку многу, но тие само одат наоколу пеејќи: о, дајте слава на Господа, зашто тој е добар, зашто неговата милост трае за секогаш. О, дајте слава на Господа, зашто тој е добар, неговата милост трае бескрајно. Дали некој може да си ја замисли оваа слика? Поставувам непријателите гледаат и си мислат: мора да запомниме дека ние не се бориме против тело и крв, туку против кнезовите, силите, злобата во високите места и оружјата во нашата битка не се телесни. Те не се природни оружја, туку тие се духовни оружја и славење, обожавање, благодарност, давање и сите овие нешта се духовна војна. Еве го предобриот дел. Кога тие почнаа да пеат и да го слават Господ, предизвикаа несогласност меѓу амонците, моавците и жителите на гората Сеир, што ја беа нападнале Јудеа, така да тие беа разбиени, поразени. Сега, класичниот расширен превод, кој сега го обновија во расширената Библија, но таму пишуваше дека непријателите се исклаа меѓу себе. Со други зборови, тие толку се збунија. Само замислете го ѓаволот. Јосафат, можеш да станеш. Најверојатно тој има отпечаток од подот на неговото чело.
Само замислете. Мислам, ѓаволот го даде својот најдобар удар и се што може да направи е да пеете, да славите, да обожавате и да му кажете на Бог колку е прекрасен, колку е силен и може би да даде екстра поголем прилог среде сето тоа. Ви велам, кога вие се однесувате така, Бог ќе ви покаже ако тој сака да направите нешто. А ако нема нешто што Бог ќе ви покаже, тогаш биете доволно паметни да почекате додека да ви покаже. Јас сум забележала во мојот живот, ќе го споделам и ова со вас, јас го верувам ова со целото мое срце. Јас верувам дека давањето, покажување на љубов кон луѓето, преку снабдување на потребите што тие ги имаат и давање, особено кога самите имате проблем со тоа, јас мислам дека тоа е една од највисоките форми на духовна војна во која вие можете да влезете. Јас верувам дека секое дело на љубов помага при донесување на исцелението на вашето тело. Јас мислам дека секое дело на себичност, омраза и злоба одзема од нашата енергија и краде од нашето исцеление и нашата сила. Најдоброто нешто што можете да го направите е да бидете добри спрема луѓето. Дали ме слушнавте? Најдоброто нешто што можете да го направите е да бидете добри спрема луѓето. Јас ќе зборувам повеќе за ова утре, но во овој случај, ако не се вратите овде утре, дозволете да ви кажам нешто. Ако ви треба чудо и имате неопростување во срцето, залудно очекувате. Амин. Дали знаете колку гневни луѓе има во црквата? Жално е. И многу од нив се гневни на личноста со која дошле. Тоа е многу лошо. Кога ние го правиме тоа, јас знам затоа што јас порано одев на црква и бев гневна на Дејв. Викав и беснеев цел пат до таму, но моментот кога ќе го видев првиот паркинг асистент, слава на Господ. Вие знаете какви сме сите ние. Слава на Бог! Предпоставувам како Бог вели. Навистина, уште колку време ќе ти треба да се справувам со тебе. Сам јас ги пеев песните, ракоплескав, скокав горе-долу во црквата, слава на Господа, целиот пат надвор од зградата, се враќав назад во автомобилот и се карав со Дејв целиот пат до дома. Ајде, колкумина од вас знаат точно за што зборувам. Или ги оговарате пасторот и жена му за време на ручекот. Имате сендвич со 2 лепчиња, пасторот и жена му. Но кога ќе добиете лоши резултати од доктор, прво нешто кое сакате да го сторите е да го повикате пасторот да се моли за вас и да ве ракополага. Ајде, дали некој овде вечерва? Бог има толку многу нешта кои сака да ги стори преку нас и за нас. Барајте го најпрво Царството Божјо и сите други работи ќе ви се додадат. Има големо витување во Библијата дека ако ние најпрво го бараме Царството Божјо над се друго и неговата правда, тој ќе ни даде се што ни е потребно во секоја област од нашиот живот. Без разлика со каква битка се соочувате, Бог ќе ви помогне да се борите во таа битка денес. Знаете, навистина, вие веќе победивте, само треба да застанете цврсто и да ја практикувате победата која Исус веќе ни ја даде кога умре на крстот. Јас сакам да живеете со огромни очекувања дека добри нешта ќе се случат во вашиот живот.